Без малку една година Министерството за здравство не може да најде решение за Охридската општа болница, каде поради недостаток на педиатри од почетокот на месец ноември лани затворен е одделот за детски болести. По Филипче, кој на крајот од 2021 убедуваше дека доктори од Скопје ќе ротирале се додека не се најдело трајно решение, сега и актуелниот Беким Сали со истоветување. Трето поред, откако е седнат во министерската фотелја. Ке мораме ние да надоместиме од другите околни градови за да имаме постојано во континуитет пружење на услуги од педиатриската дејност. Тоа значи дека неделно е побарано од директорите да имаат договор меѓу две институции за неделно да се ротираат лекарите од Струга би дошле во Охрид. Меѓу директорите на двете болници нема никаков официјален договор. Тоа е неизводливо, велат, без согласност на 6 струшки педиатри, од кои 4 се пред пензија, а ги лекуваат дечињата од целиот регион. Јас веќе се осеќам стварно уморен. Дежурствата се посебно тешки, викендите не се издржува, пошајаат се 70 пациенти на смена и тоа е страшно хаос. Единствениот педијатар во Охридската болница подсетува дека им пратиле 2 специјализанти кои немаат право на дежурство, па се ги повлекле назад во Скопје за да ја дозавршеле специјализацијата. Ние 15 години слушаме паушални ветувања, не е тоа нешто ново дека ќе слушаме паушално ветување. Ние гледаме се, знаете како. Тешко е кога во медицината се трудите да импровизирате. Проблемот што веќе од поназад некако не се размислуваше дека кадарот со педиатри ќе го снема практично. Во Охридската болница хоспитализации нема, се вршат само амбулантски прегледи со работно време од 8 до 20 часот, а за викенди и останатото време болните дечиња се упатуваат во Струшката општа болница. Однесувањето на здравствените власти е несериозно и крајно нехумано, бидејќи не секој може во ситните сати да го носи болното дете во Струга, велат лекарите.